Сезона енормно трошење на вода во летниот период со цел наводнување или разладување. Каква е сликата во пресретна оваа сезона или можеби веќе со првите горештини е јасна? Ќе ни каже Кирил Стојанов кој утрово е со нас на програма. Кире, доброто јутро. Јовано, добро утро до тебе и до Александар и до гледачите на утринската програма. Секоја година во овој период од летото почнуваат оние летни горештини кои што предизвикуваат потреба од разладување, наводнување на дворовите, на полињата на сидбите кои што ги имаме, а колку таквото зголемување на употребата на водата и она диво наводнување, енормно трошење на вода влие на целиот систем. Ќе зборуваме со претставник на едното претпријатие Водовод Горан Ковчегарски, раководител на сектор Водовод. Летниот период е карактеристичен со трошење на вода. Колку ваквото оптоварување на системот допринесува и представува проблем за Водовод? Најнапред, добро утро, поздрав до вас и до сите гледачи на Сител телевизија. Како што спомнавте, во овој период се зголемува потрошувачката на водата од нашиот водоснабдителен систем. Значи, освен за користење на оние секојдневни домашни потреби, се забележува изголемено потрошувачка на вода во делот на наводнување на тревни површини, разладување на асфалтни, бетонски површини заради поголемите температури. Меѓутоа, наш апел до сите граѓани е водата првенствено да ја користиме за потребите за кои што и таа е намената. Значи, таа е првенствено намената за пиење и за користење во домашни услови. Сето она што граѓаните го практикуваат во однос на наводнување и на земјоделски површини и тревни површини, да го избегнуваат затоа што на тој начин го оптеретуваат системот. И можно е во одредени делови од нашиот град, поточно во руралните делови и повисоките зони, да има намалување на притисокот, а некаде да дојде до комплетно снемување на вода. Дали вашите служби во овој период забележуваат крадење на водата, такво, ајде да кажеме, нерезонско трошење на водата на терен? Видете, нашите служби се постојано на терен и вршат континуирана проверка, односно контрола дали постојат одредени диво приклучени, односно нелегално приклучени корисници. И знаете дека ова е регулирано согласно Законот за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води, поточно во член 23 и член 37, каде што надлежност имаат комуналните инспектори на општините, како и комуналните инспектори на градот Скопје. И тие постапуваат, доколку откријат, значи, диво приклучени корисници, постапуваат согласно законот, покренуваат прекршачна постапка за кривично дело. И ќе бидат санкционирани оние корисници кои што ќе се одлучат, значи, нелегално да обезбедат приклучок за своето домаќинство. Дали е ваквиот начин на функционирање во овој летен период, енормното трошење на водата, некое нелогично објаснување на одреден број на луѓе ќе допринесе за поголеми сметки? Оно што нас повеќе не интересира е дали сето тоа допринесува за целото тоа оптеретување на системот ќе доведе до зголемување на сметките за вода? Видете вака, ние значи правиме дневен мониторинг и го следиме просекот на потрошувачка на вода и во овој период некаде тој се движи помеѓу 280.000 и 290.000 метри кубни на ден. Во потоплите денови знае да помине и преку 300.000 метри кубни. И самото тоа имплицира, значи, зголемување на сметките на граѓаните, затоа што се забележува изголемена потрошувачка на вода. Постојано се даваат апели за воздржаност од такви појави, за воздржаност од енормната употреба, непотребна употреба на вода. Колку се до тоа вродува со плотни годините? Дали едното претпријатие Водовод гледа некои резултати од сето тоа? Дали луѓето стануваат посвесни за тоа? Ние години наназад постојано правиме одредени кампањи каде што се обидуваме и сакаме да влијаеме на свеста на граѓаните и на корисниците на нашиот водоснабдителен систем, затоа што водата како природен ресурс ни е навистина од големо значење, меѓутоа таа да се донесе до домовите потребно да се вложи многу енергија, многу труд, значи тука се потребни човечки ресурси, технички ресурси, определена енергија која што се троши за, значи, да доведеме во домовите. И
како што спомнав, ние правиме кампањи за подигнување на свеста да можат граѓаните да го сватат значењето на овој наш навистина драгоцен воден ресурс и на таков начин соодветно да се однесуваат, односно да користат првенствено за она што е наменета, а за она што некои дополнително ја користат, како што спомнавме и претходно, наводнување на тревни површини, на земјоделски површини, разладување на одредени други површини, тоа да се избегне, односно да не се на некој начин, да речеме, и злоупотребува. Летните горештини некако оваа година дојдоа малце подоцна, чекавме ве до средината на јуни за да буквално почнеме да преминуваме во лето. Каква е ситуацијата со водните, така да кажеме, ресурси кои што ги има градот во овој момент? Да, точно е, малку подоцна дојде летото, меѓутоа поволна е хидролошката година, така да можам слободно да кажам дека имаме доволна количина на вода. Знаете дека двете галерии, односно двете каптажи на извориштата на Рачи има доволна количина на вода и за сега ние успеваме целокупниот систем да го обезбедиме, значи, со таа вода. Меѓутоа, доколку се појави потреба за дополнување на нашиот систем, постојат две бунарски подрачја, тоа се бунарско подрачје Нерези и Лепенец, каде што со вкупна бројка од 7 дополнителни бунари по потреба ние можеме да ги вклучиме нив и истите се спремни за таа работа. Дали ве досега на терен оваа година утврдивте некои такви злоупотреби на водата од страна граѓани? Има констатирано нашите служби, значи, кои што вршат контрола и грижа за корисниците, има констатирано такви појави и истите се проследени, односно по нив е постапено. Само за крај, кој е вашиот апел до сите граѓани кои што можеби размислуваат, имаат потреба од наводнување на своите површини, како и зошто треба да се воздржуваат од нерезонско трошење на водата? Точно апелот е, како што спомнавме и претходно, водата рационално да се употребува и да се употребува за она што е наменета. Претежно за користење на домашните потреби. Полевањето максимално да се избегнува, пристапот да биде, значи, најдоматински, вака да се изразиме народно, за да можеме сите да имаме доволно количини на вода. Треба сепак да го имаат во предвид и она доколку се зголеми потрошувачката на вода. Постојат и делови од градот Скопје кои што се на повисоки зони и каде што тоа ќе на некој начин ќе предизвика проблем за водоснабдувањето на тој дел од граѓаните што се наоѓаат во тие зони. Горан Ковчегарски, раководител на сектор водовод, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и вас. Слушнавме од мојот соговорник за тоа каква е ситуацијата на терен, што е на што треба да се внимава, зошто не треба да се троши водата нерационално и кои се оние последици кои што потоа може да следат од сето тоа. Доколку вие немате дополнително праќање, овде би го завршило вклучување од јавното претпријатие Водовод во Скопје. Кире, ти благодарим.